здраво до сите вас. Ајде да го испиеме петочното утринско кафе заедно во емисијата Сончевина. 60 минути посветени за сите вас да ве разонодиме со добри содржини, интересни прилози, а богами денеска во ова петочно издание и две интересни гостувања. Денеска и како ќе доделуваме интересни награди на самиот почеток поврзано со настаните што се случуваат во град Скопје. Од опера и балет ќе ви понудиме 4 влезници, односно на 20 гледачи по 2 влезници за представата Шехерезада во опера и балет, што ќе се случи утре со почеток од 20 часот. Ова го велам во самата најава за веќе да ги загревате телефоните и да ни вртите. 3130-137 и 3211-906 се броевите што се отворени за вас во наредниве 60 минути. Ке доделиме награди кои ги носи и првиот гостин. Станува збор за ваучери за такси, гратис возење. На 5 гледачи ке доделиме ваучери со вкупна вредност од 400 денари. Значи на 5 што ќе се јават најстрекни по 400 денари гратис возење каде сакате во градот. Исто така ќе имаме уште едно интересно гостување од еден човек познат по умешноста од областа на уметноста. Тоа е Саша Ексклузив, кој ќе доделува интересни цедења од својот албум со песни и едно гратис шишање за некој што ќе се јави. Она што следно е контакт меѓу мене и вас и оваа емисија и нашата имејл адреса sonchevina@tvc.com. На таа имејл адреса ги очекувам сите ваши предлози, можеби желба за промени или пак сакате да покажете нешто што умеете да го правите, па ние да ве поканиме да гостувате. Но ете, за тоа ќе зборуваме од понеделник па натака. Денеска е петок, дајте малце позитивно, бидејќи е омилен ден кај многу од вас, кај младите затоа што им почнува викендот и време е за журка, а пак кај повозрасните малку време за релаксација и одмор од работните обврски. Ги поздравувам Саша Ексклузив и Мики Ексклузив заедно со нивната прекрасна Наташа што ја имаат во своето студио и ги поздравувам сите од Ламер Козметик. Ајде на самиот почеток да видиме што се случува во животот на политиката, економијата и така натака. Плеш вести. Сега да чуеме што се случува со сообраќајот, каква е густината и на сообраќајот и на патиштата низ нашата република, а потоа ќе вклучиме и представник од Хидрометеолошкиот завод за да видиме дали конечно на нас ќе ни израдува снегче или само студен ветар ќе не прати овие денови. Добар ден, дали го имаме представникот на Автомотосојузот на Република Македонија? Добар ден, да, го се слушаме. Повелете, ве слушам. Благодарам. Сообраќајето тринава на сите магистрални и регионални патни правци низ државата се одвива тековно во зимски услови. Забрана за тешки товарни возила се уште има на граничниот премин Деве Бајр поради остатоци од снег и голомразица. Напомена дека на повисоките планински и осеничеви места поради ниските температури има појава на поледица, па затоа на возачите им се препорачува внимателно управување со возилата, прилагодување на брзината на движењето, како и почитување на последната патна сообраќајна сигнализација. На возачите им се препорачува крајна внимателност и одржување на потребното растојание помеѓу возилата низ клисурите и планинските превои, каде е почеста појавата на посутни одрони. Посебно внимателност би упатиле за патниот правец Дебар Струга и Катланово Велес, поради почестата појава на одрони.
Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е со нормален интензитет. Што се однесува до граничните премини за влез и излез од државата, не се бележат подолги задржување или чекање. Подсетување од АМСМ до возачите е дека од 15 ноември е во сила законската обврска за задолжително поседување на зимска опрема во возилата без оглед на временската состојба и таа ќе трае до 15 март годинава. Повеќе информации вашите гледачи може да добијат на телефоните 15555 или за помош на ПАТ 196. Тоа би било се за сега од службата за помош и информации на ПАТ и во одне вам и на вашите гледачи посакуваме убав ден. Ви благодариме, поздрав до вас. Еве сега од НЕТ прес една интересна информација. Форум за безбедност на децата од интернет. Дирекцијата за заштита на личните податоци, финансирана од Европската Унија и Microsoft Македонија, денеска организираат форум за безбедност на децата од интернет под името Кликни безбедно. Заедничката цел на Microsoft Македонија и Дирекцијата на заштита на личните податоци е подигнувањето на јавна совест за безбедноста на децата од интернет, а наставниците и родителите истовремено треба да ја зголемат својата совест за заштита на најмладите од интернет. Ова ми се допаѓа, бидејќи сега веќе имаме епидемија на тоа дека децата се сите залепени пред лаптопи, компјутери и буквално детството им малтене им пропаѓа. Затоа ми се допаѓаат вакви акции, се треба заедно со подршка од родители и наставници малку повеќе да бидат анимирани. Следува Хидрометеоролошки завод на Република Македонија, представник токму од таму. Добар ден за вас. Повелете. Да, благодарам. Па денес времето во земјава ќе биде променливо, облачно со тенденција на намалување на облачноста. Долж по Вардарието ќе дува и слаб до умерен северен ветер, а температурата ќе се движи од -4 до 5 степени. Во Скопје околината променливо облачно, температурата ќе достигне до 2 степена. Дали е тоа се? Да, благодарам. Пријатно, поздрав и до вас. Значи, ништо ново, останува скоро истата ситуација од вчера. Сега вака. Знаеме сите дека сме сведоци, а некогаш и директно инволвирани во озборување, трачарење, жолти весници и така натак. Сега ви спремив еден интересен прилог за тоа што се предизвикува од озборувањето на работното место. Следува прилог Кариера. Озборувањето на работното место. Озборувањето е насекаде околу нас. Тоа е дел од содржината во весниците и списанијата, од разговорите со пријателите на кафе, незаменлив дел од фризерскиот третман. А озборувањето не го заобиколува ниту работното место. Повеќето луѓе едноставно не можат да му одолеат. Иако озборувањето понекогаш е забавно, последиците од него на работното место се скоро секогаш негативни. Озборувањето не е секогаш штетно. Тоа може да биде забавно, да придонесе колегите полесно да се зближат и да ја намалат напнатоста на работната атмосфера. Ако центар на озборувањето се славните личности, тоа може да внесе хумор во разговорите, но ако мета е некој од колегите, тогаш работите се менуваат. Иако преку озборувањето понекогаш се доаѓа до корисна доверлива информација за фирмата или за колегите, последиците од озборувањето на работното место се скоро секогаш негативни и во крајна сметка ја убиваат репутацијата и продуктивноста. Зошто се појавува озборувањето? Озборувањето на работното место е една од најчестите причини поради кои луѓето се несреќни на работа, па тогаш зошто повеќето продолжуваат да го практикуваат? Озборувањето е универзално човечко однесување и помага да се задоволат некои потреби и желби. Потреба да се убие досадата. Многу често озборувањето започнува поради потреба да се убие здодевната работна атмосфера. Озборувањето секогаш е поинтересно од реалните настани во фирмата, па луѓето го применуваат за да внесат забава во своето секојдневие. Желба за моќ. Постојат луѓе кои секогаш сакаат да бидат над другите, па ако постои некој што може да им ја загрози таа позиција, тогаш ги применуваат границите и започнуваат со озборување. Дури и ако нема материјал, тие ќе се го измислат. Озборувањето дава и моментална моќ, кога озборувачот ги шири гласините, затоа што сите сакаат да бидат во негова близина и да слушнат повеќе детали.
Желба за внимание. Редовните озборувачи имаат желба да станат личноста кон која ќе се обратат сите кои сакаат да дознаат што се случува на работното место или во животот на колегите, тоа е секогаш некој да им посветува внимание. Редовните озборувачи имаат желба да станат личност кон која сите се обраќаат и сите сакаат да дознаат што се случува на работното место или во животот на колегите, тоа е секогаш некој да им посветува внимание. Потреба да се биде дел од групата. За некои луѓе наједноставен начин да се вклопат во групата е да започнат со озборување. Навистина озборувањето помага за остварување на поблиски контакти и поврзување, но тоа не е идеалниот начин за градење на имидж на работното место. Како да го избегнете озборувањето? Озборувањето на работното место носи многу негативни последици и не можеме да кажеме дека треба да се елиминира затоа што е невозможно, но треба да се сведе до минимум. Не озборувајте вие. Ако сакате нешто да се промени, започнете од вас. Постојат многу причини поради кои што треба да ставите крај на пренесувањето на информацијата. Озборувањето ја уништува репутацијата и на озборувачот и на озборуваниот. Со озборувањето вие повредувате нечии чувства. Ако се изградите имидж на озборувач, луѓето ќе имаат помала доверба во вас. Може ненамерно да предизвикате конфликт. Ако вие озборувате, поголема е веројатноста да станете мета на други озборувања. Колку и да ви изгледа примамливо озборувањето со колешките, оставете го за по завршувањето на работното време и за во друштво со луѓе кои добро ги познавате. Колку и да мислите дека колегите ве почитуваат и дека во нив може да имате доверба, не е исклучено еден ден непријатно да ве изненадат. Внимавајте што озборувате. Понекогаш дури и немате намера да озборувате, а вашите зборови можат да бидат погрешно сватени. Некои луѓе се склони од секој разговор да си направат настан и лажно да го пренесат понатаму. Предпоставете дека се што ќе кажете ќе биде расширено. Многу малку луѓе можат да чуваат тајна и најверните пријатели некогаш може да ви изневерат, а што останува за колегите? Пред да ја отворите устата, добро размислете што ќе кажете, затоа што најверојатно истиот разговор ќе стигне и до други уши. Извлечете се ако некој започне да озборува во ваше присуство. Доколку започне невкусно озборување во ваше присуство, најдете изговор да се оддалечите од озборувачот. Кажете му дека имате работа или дека сте заборавиле да направите нешто важно. Научете се да не возвраќате на провокации. Држете се понастрана од луѓе кои со својот разговор сакаат да иницираат озборување. Таквите личности најчесто провоцираат со неколку реченици и потоа оставаат другите да ја превземат топката. Ако се најдете во таква ситуација, едноставно не велете ништо. Оставете го озборувачот да заврши и без коментар за озборувањето најдете начин да се разделите. Доколку дознаете дека сте мета на озборување, соочете се со озборувачот. Ако дознаете дека се шират гласини за вас, не плашете се да се соочите со оној кој ги започнал или оној кој што продолжува да ги шири. Не превземајќи ништо, вие сами ќе создадете простор за нови озборувања. Најдобро е веднаш да се соочите насамо со лицето што озборува за вас и да му ставите до знаење дека знаете се и дека очекувате коректно однесување од него. Овој разговор задолжително спроведете го насамо. Некои луѓе се спремни на се за да го добијат она што го сакаат. Тие најдобро можат да ги искористат вашите зборови против вас. Затоа внимавајте што и пред кого зборувате на работното место. Сепак, понекогаш уживајте во здравото забавно озборување. Денеска петок, 27 јануари, убав ден, а бога ми и убав ден за еден мој прекрасен колега кој што има роден ден. Среќен да ти е роден денот Иле наш и да ти се исполнат сите желби. Сега, каде се може да идете и што да посетите во денешниот ден, во текот на вечерта и секако утре? Култура. Петок, 27 јануари, имате изложба на Владимир Симеонов со почеток од 20 часот во Галерија 8. Утре пак, 28 јануари, да пееме до звездите. Центар за култура со почеток од 19 часот, но во градот Битола. Шехерезада, представата за која денеска имам билети да доделам, значи ајде јавувајте се, сега ќе ве вклучиме доколку не добиете, на двајца гледачи по 2 влезници за Шехерезада, која што е вечерва во МОП во 20 часот. 3130-137 и 3211-906, почнете да вртите за да не пропаднат овие влезници, да си ги добиете и малце да посетите онака културен настан со добра представа. Јануарска работилница Сониште и денови, салон Градски ѕид 20 часот. Се годиме во сферата на киното и филмовите во петок вечерва, значи Кунг Фу Панда со почеток од 10 часот веќе е тоа почнато, Мачерот во чизми исто така во кино Рамстор, Безсмртници 12 часот почеток кино Рамстор, Mission Impossible 12 часот кино Рамстор, Мапети во 13 часот во градско кино Милениум,
Потоа имаме парада во 20 часот вечер, градско кино Милениум, Ирина Палм во 20 часот во кинотеката на Македонија. Утре 28 јануари влез во празно кинотека на Македонија, почеток 20 часот. А сега малце од областа на театарот, имаме Греф или Шприцар, одлична представа, драмски театар 20 часот, звукот на коските што се кршат во театра, почеток 20 часот. Хамлет имаме утре во сабота, драмски театар, почеток 20 часот. Од фестивали имаме Total Demo Fest финале со почеток од 20 часот во Хавана. И оној фестивал кој што и минатите денови го најавувавме, веќе започнат од 9 часот са Бајле, зимски фестивал на книгата Кафе Книжарница 3. Како да слушнав дека звонеа телефоните, дали можеби имаме гледач кој што сака да си подигне 2 влезници за Шехерезада. Ке почекаме тогаш уште малце. Уште една интересна вест превземена од утрински весник. Порта Македонија отворена е од сега па натака и во саботите. Порта Македонија во иднина ќе биде отворена за посетители и во саботите. Причина за новото работно време е што има голем интерес што го покажуваат граѓаните од внатрешноста на Македонија за посета на новиот објект. Така наместо од понеделник до петок, како што беше досега, сега ќе биде од вторник до сабота. Недела и понеделник се неработни денови. Работното време останува исто од 8:30 са Бајле до 16 часот и 30 минути. И до април влезот ќе биде бесплатен. Така што Порта Македонија отворена за сите вас. Здраво, за кого имаме гледач? Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Јас би ве замолила да се слушаме само преку телефонскиот апарат, а не преку телевизорот, затоа што касни малце звукот. Ајде тогаш да не ги задржуваме гледачите со неуспешни повици. Ќе оставам тоа да го направите, во режија ќе се јавите, ќе ги доделиме секако како и да игратисите, за Шехерезада. Сега во продолжение да видиме што имаме. Да, хороскоп. Следуваат минутите за хороскоп, дневен хороскоп. Јас сум Лав, не знам што сте вие, но затоа бидете внимателни и слушајте.
Сега наред е првиот гостин кој што го поканивме во денешното издание на Сончевина. Тоа е господинот Гојчо Стевковски, представник, односно собственик на градското такси Сонце. Иначе градското такси Сонце наш именјак со нашата телевизиска куќа. Најнапред добро ни дојдовте. Добро најдов, благодарам на поканата. Така, интересно за вас е што многу години сте живееле во Австралија и ми се чини дека сите идеи за бизнис и работа сте ги добиле токму од таму. Како беше животот во Австралија? Да, токму така, идеите за бизнис потекна од Австралија. Животот ко во другите, да кажем, преку океански земји, во Америка, Австралија, во Западна Европа, значи беше исполнет со работа, исполнет со учење и така натаму. Така. 10 години, 8 непрекинато, пота повторно одев за Австралија, значи вкупно 10 години проведов во Австралија работејќи. Но сите идеи за бизнис ги повлеков, значи, од Австралија. Но дома си е дома, нели? Да, точно. Така, сепак на крајот си се одлучивте да си бидете во својата земја. Многу прашуваат зошто сум се вратил, да. но има многу причини и верувам дека и многу други луѓе што работат во странство ќе најдат во Македонија, да, доста. Имате и печатница, академски печат, која што обстојува 10 години веќе и сега поново бизнис такси компанија Сонце. Како се сноѓате и со двете работи и како имате време и за едното и за другото? Так. Во последните 10 години го развивме бизнисот со печатница. Тука е мојот соработник и партнер Ѓоко Ѓорги Лазаревски и Срѓан Савич, значи они се носители на работата, јас повеќе во планирањето, во техничките работи, во извршувањето на работите. Печатницата се уште добро работи и имаме големи планови и идеи, но поголемиот дел од работата ги препуштив на моите соработници. Сега го развиваме вториот бизнис, значи такси бизнисот, така да се и они вклучени во тоа, но носечката работа ја вршам јас во моментот. Само да им најавам на нашите гледачи да почнат да вртат на нашите телефони, а тоа се 3130-137 и 321-1906, затоа што господинот Гојчо за вас имајте како убаво изненадување, значи доделуваме ваучери со вкупна вредност од 400 денари за гратис да си се возите во градот, каде сакате, значи 400 денари ќе бидат ваши да си ги искористите, затоа вртете, не се срамете, супер награда е ова. Во ред, главниот повод, значи не е ова за што зборуваме печатницата, туку главниот повод за кој што сте денеска овде кај нас во студио е еден проект, една акција што се случи во средата на 25 јануари, денот кога на нашиот мил Тоше Проевски всушност требаше да му биде роден ден, но за жал ете така црна судбина за него, многу секогаш не натажува тоа. И мислам дека уште многу години нема да се стигне кај луѓето. Но ете убаво што имаме луѓе како вас, кои што се хуманитарци во душа и кои што сакаат да бидат инволвирани во вакви акции. Впрочем, вашата такси компанија значи беше инволвирана во соработка заедно со Мобилност, тоа е центар за инвалиди, заедно со фондацијата Тоше Проевски и направивте многу добар проект. Пред да ни кажете за каков проект се работи, имаме гледач. Здраво, за кого? Ало, добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Овде Виолета од Ченто. Како Ваша редовна гледачка. Како сте ми, Вики, може? Да, може. Добро. Супер. Денеска петочно. Емисијата ви ја гледам, одлична е. Само продолжите така. Ви благодарам. Поздрав и до вас и до водителот. И до гостинот. Ви благодариме, Вики. Вие си добивате еден ваучер од 400 денари за гратис возење. Ви благодарам многу. Така, дали знаете за акцијата што се случи во средата? Дали сте запознаени? По повод Тоше Проевски? Стварно преубава акција. Така. Поздрав, фала што се јавивте. Јас веднаш ќе се вратам на разговорот за гостинот да ни објасни за каков проект поконкретно стануваше збор. Точно, тоа е хуманитарна акција со тоа што членовите на Мобилност, Сдружение на телесни инвалиди, ги однесовме во Крушево на гробот на Тоше Проевски и во музејот. Тоа беше една акција која беше за голема радост на членовите на Мобилност, но исто така
на возачите од нашата компанија. Так. Имавме прекрасен ден, се дружевме и се здобивме со многу квалитети, пред се љубов кон луѓето, запознавање и се протече во многу добра и пријателска. Колку возила беа упатени кон Крушево од вашата компанија? Да, беа 25 возила, значи околу 100 луѓе се упатија за Крушево. Караванот беше така исто импресивен. Ние бевме задоволни за тоа што беше тоа и како промотивна акција на нашето такси, на нашата такси компанија, така да се протече во најдобар ред. Ми се чини дека имаме уште едно јавување. Здраво, за кого? Добро утро. Добро на телефон утро. Драган Китановски од Скопје. Поздрав, Драган, како сте ми денеска, петочно расположени ли сте? Од Сабајле со кафенце. Со кафенце си пиеме, значи заедно кафенце. Да. Супер. Имате, значи добитник сте и вие на ваучер од 400 денари од компанијата Градско такси Скопје. Да. Значи ќе си го подигнете работен ден во просториите на телевизија Сонце. Кај се наоѓа телевизија Сонце? Телевизија Сонце ќе ви кажат во режија. Откако ќе завршиме сега, ќе ви дадат по конкретни информации. И останете со нас, зашто сега следува многу интересен прилог, значи на тема овој проект и акција што се случи во средата, за да им го доближиме на гледачите случувањето и атмосферата како помина. Најдобро е да се погледне токму овој видеозапис. се разбудам, посветна љубовта, без стари долгови и тие се ништа. Очекор што ме денеја, да можам бар да те прегрнам, да не се сеќавам на студој есенски оние пати што токму нас не следеа. А мојов живот игри без граници, уморна приказна, скинати страни. Женијата на лица со телесен инвалидитет на град Скопје, мобилно Скопје, во соработка со градско такси Сонце, хуманитарно организира посета на гробот и спомен куќата на нашата легенда Тоше Проевски по повод неговиот роден ден. Со 25 возила, градското такси Сонце бесплатно ќе ги возат околу 100 наши членови на мобилно Скопје телесни инвалиди. Сакаме да изразиме голема благодарност до собственикот на градско такси Сонце, господинот Гојчо Стевковски и до господинот Сашо Николовски, возач во градско такси Сонце, чија што беше идејата за овај хуманитарен акција. Голема благодарност изразувам и до фурната специјал, која донираше ужинка за сите наши членови, до припадниците на единицата за специјални задачи Тигри, кои се откажа од дневната маренда и им ги подарија на нашите членови. Значи, благодарност и до думите кои го проследија овој настан. Ево нашиот најголем спонзор, господинот Гојче, кој што премногу благодарни за овој настан, кој што ни го возможи за нашите членови да излезат и да му дадеме почит на нашата легенда Тоше Проевски, кој што сите знаеме дека премногу даде за оваа наша држава. Благодарам исто така пред сите што ни ушена шанса да изразиме нашата хуманост, на иницијатива на нашиот работен Сашо, да организираме овој хуманитарен караван, со тоа што символички, тргнувајќи од портата, триумфалната порта, изразуваме триумфот на хуманоста, кој Тоше цело време го негуваше, исто така фондацијата на Тоше Проевски ја продолжува. Ние сме среќни што можеме да учествуваме во оваа акција. Благодарам.
да се разбудам во свет на љубовта, без стари долгови и тие се ништа во чекор што ме демеја. Да можам бар да те прегрнам, да не се сеќавам на студој есенски оние патила што токму нас не следеја. А мојов живот игри без граници, уморна приказна, скинати страници, празни неиспишани. Останаа уште 3 ваучери, неподигнати, неискористени, значи недоделени, затоа јавувајте ни се 31301373 3211906. Бога ми, како ќе се најдат овие 400 денари за возење низ градот. Кажете ми, спомнавме дека денот на роденденот на Тоша е поврзан и со еден друг специфичен интересен ден. Така. Кој е тој? Всушност 26 е ден на Австралија, исто така роден ден на мојот партнер во фирмата, така да се заблагодарувам и им честитам. И на нив се разбира. Кажете ми, овој бизнис сакате малце да го префрлите на и други колена, значи да стане еден сериозен фамилиарен бизнис. Кои се плановите? Точно, структурата и на претходниот значи на печатницата и на такси е направена така да биде долгорочен бизнис. Значи тука сме носители јас и Ѓоко Лазаревски, но планираме да го пренесеме и на нашите семејства. Од моето семејство е вклучена сопругата, внукот. Така. Понатаму така сме и генерацијски распоредени да еден ќе превзима командната улога, другиот, така да верувам за наредните 100 години ќе биде обезбеден кадар за водење на бизнисот. Морам да ве пофалам дека навистина сите коли се идентични, со одлични услови, нови коли. Да. Сакавме и тоа да поставиме едни повисоки стандарди во такси бизнисот во Македонија, значи униформирани таксисти, значи културен однос, убави коли, значи чисти коли и така натаму. И верувам дека тој стандард ќе успееме да го одржувате и понатака, се разбира. Гледач, дали имаме некој што ќе си земе ваучер? Дали имаме гледач? Немаме гледач. Би сакал тука, значи, уште еднаш да напоменам за нашиот престој во Крушево и голема наша благодарност до фондацијата на Тоше Проевски. Стварно, дека чекаа луѓето, имавме многу убав муабет со нив и верувам дека и во иднина ќе соработуваме. Убаво е што постојат луѓе како вас, хуманитарци во душа, па затоа апел до сите вакви акции кои што имаат потреба од една ваква личност која што е секогаш расположена да биде инволвирана во хуманитарни акции, значи контактирајте го нашиот гледач кога и да треба. Точно. Идеите доаѓаат и од нашите вработени, возачите кои предлагаат, така да сега има еден предлог да контактираме и со домот на деца без родители, да направиме една акција со нив и да продолжуваме во тие акции. Уште еднаш само ќе прашам дали имаме гледач, немаме гледач во ред. Продолжуваме со нашата програма, на вас ви благодарам што одвоивте време. Така, баш ми е мило што дојдов во вашата телевизија Сонце, го носиме истото име, Такси Сонце и телевизија Сонце. Сакам тука да кажам, доста наши возачи кажуваат, муштериите ги прашуваат дали имаме поврзаност, да, нашата поврзаност е во љубовта кон Македонија и љубовта кон македонското сонце. Так, одлично. Само така и продолжете во иднина. Сега одиме со еден интересен прилог, насловен како живот, а станува збор за Скопската чаршија и за неечиството. Погледнете. Скопската чаршија и за неечиството. Постанокот на старата чаршија, според пишаните податоци и патеписните белешки на познати патеписци кои минале низ Балканот, а со тоа и во градот Скопје, може да се следи уште од средните векови. Била лоцирана во централното подрачје на Старо Скопје, а го задржала приматот и подоцна со проширувањето на градот на десниот брег на реката Вардар во периодот помеѓу двете светски војни. Чаршијата со својата жива активност овозможувала развој на повеќе занаети, а со тоа и на трговијата.
Некои од занетите во одредени временски периоди, во зависност од политичките прилики, а и под влијание на самите потрошувачи, чија етничка структура се менувала, биле многу развиени и недалеку познати. Додека другите, поради истите причини, стагнирале или сосема пропаднале. Занаетчиството почнало да назадува уште кон крајот на 19. век поради навлегувањето на европскиот капитал и ефтини индустријски производи, менувањето на начинот на живот, како и политичките промени на Балканскиот полуостров. Кога спиеш, кога ви то тело миеш и дарови кога спремаш, велат моме момче немаш. Само ли си кога спиеш, кога ви то тело миеш и дарови кога спремаш, велат моме момче немаш. Ej ti Tamara, ti si moja izgora, za mene si rodena, vidi moja devojka. Ej ti Tamara, ti si moja izgora, za mene si rodena, vidi moja devojka. Bajka čekaš, koga rusa kosa češlaš, ili samo taka praviš, mladi momci ti da mamiš. Da li princ od bajka čekaš, koga rusa kosa češlaš, ili samo taka praviš, mladi momci ti da mamiš. Ej ti Tamara, ti si moja izgora, za mene si rodena, vidi moja devojka. Ej ti Tamara, ti si moja izgora, za mene si rodena, vidi moja devojka. Ima jedna mlada dama, već da sedi doma sama, si te velat nema mana, ime je Tamara, ima jedna Tamara, ima jedna Tamara. Оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп.
Беше тоа Сашо ексклузив и кога ќе слушнеме Сашо ексклузив, веднаш ни текнува на човекот мајстор експерт за фризерај. Меѓутоа не сме знаеле многу работи, Сашо, за тебе очигледно. Па добро, тие мои блиски луѓе знаат тие што... Така, меѓутоа јавноста поширока и не си ги открил сите тајни, но еве тука сме затоа денеска за да те откриеме малце повеќе тебе како личност, како човек со љубов кон повеќе професии, а не кон една. Најнапред добре дојде и фала за одвоеното време. Добре ве најдов. Добар ден на сите ваши гледачи. Ти благодарам, баш не опушти... Да не биде убав денот. Така е, баш убаво не опушти со Тамара, ова е една од твоите песни на албумот. Да. Значи, твојата втора љубов, музиката. Колку време е спреман албумот? Па што знам колку време. Јас со музика, да кажеме, 25 години сум музиката. Така. Од 40-те мисли со алачки на времето кога ги работев и фризурите со алачки го почнавме, кога естрадава беше многу мала, сега беше многу голема естрада. Али ете, да кажеме, почетоците од тогаш. Тамара ми од алачки и аранжман, иначе музика и текст е мој. Така. Плюс тоа и со Тамара имам настапено на Тетовски филиграни 94 година беше. Јас од многу други луѓе од естрадата, значи луѓе кои што се инволвирани во музиката, имам слушнато дека и какви мучки се правеле на тие фестивали. Дали го споделуваш истото мислење или пак? Лажат не? Лажат, да. Не лажат, и што е точно, 100% точно. Порано беше дури пострашно. Сега е малку по... Со цените се малку коригирани, сега слушам со 200 евра се поминува со 100 евра. Јас сум платил 2000 марки тогаш. Тогаш беа марки. На вистина? Да. 2000 марки? За да учествуваш на фестивал, да. И учествуваше? Учествував и така. Тамара ја испеав, ништо од тоа све не бидна, така се заврши тој фестивал. Значи частеше некого 2000 марки во неповрат. Не некого, Костадин Костадинов, кај него на сметката отидоа парите. Значи, ефтено отидов на Он е директорот на фестивал. Добро, значи покрај такво лошо искуство сигурно повеќе не би сакал да учествуваш. Па не, на таков фестивал више не, на таков фестивал више не. Иначе во животот не знам, не може никој човек да каже не. Не се знае така. Може на тој фестивал ќе учествувам ако дојде човекот да ме побара. Така. Ја не сум памти зло. Ако човекот реши дека треба да пеам на неговиот фестивал, јас ќе пеам. Така. Кажи ми сега да се вратиме малце во другата твоја професија. Колку години постоиш со твојот салон Сашо ексклузив? Па салонот датира уште од Куманово, јас сум кумановец. Пред скоро 20 години дојдов во Скопје со моето семејство. Еве тука сум во Скопје 20 на години, у Куманово едно 15, значи околу 35 години салон тука на 30-35 години. Така, доста голема цифра е тоа. Кажи ми каде се го стекна твоето знаење и професионалноста? Каде се едуцираше, каде одеше на Мој пракса? први почетоци мисле на пракса кај татко ми во салонот, кај дедо ми, кај вујкот негов, така да цело семејство ни се фризери. Така. Од нив што сум гледал. И после кога више сватив дека треба да тркна малку до странство, отидов во Швајцарија, у Цирих еден период бев, во еден салон Антонета, таму многу го си поминав и тоа. Така. Значи дека генот си го наследил. Па да, обично кај нас сите мажи како што гледам јас се фризери од нашето од тоа колено. Така. А жените не се или медицински сестри или докторки, така да така. Баш сте поделени. Значи кај вас мажите се оние со уметноста, со креативноста, креативноста. Добро, кажи ми, вака, стапките тој гледам ги оди сега и еден од синовите. Да. Тоа е Мики, голем поздрав до него. И еве ја го поздравам. Која е честа и гордоста на еден татко да си го види своето дете, како го наследува и како може би еден ден ќе те надмине? Тоа е, мислам, тоа е чувство, необјаснимо чувство е. Така. Многу ми е мерак што го презема за најатот на некој начин. Големиот син не, он си е физкултурец, дифовец е и си работи више у таа струка. А овој малиов е со мене 6-7 години, прекрасно работи. Супер е. Так. Супер е. И мислам дека ќе биде многу добар мајстор. Мислам, е он мајстор, меѓутоа, сега дали ќе оди по моите стапки за надпревари, такмичења кои јас сум видел, тоа не можеш да знаеш. Тоа не се знае. Да, тоа дали ќе му легне. Он има отидено на наши надпревари тука низ Македонија, дури има од Црна Гора, отидено победи таму у Црна Гора. Не знам, мислам второ, трето место зема од Црна Гора. Али тоа не е он како мене да толку сака да биде надпревар. Не се чувствува така. Јас, например, многу сум сакал да отидам, да видам докај сум со колегите, подобри, полоши, докај ми се моите диапазони. Ти сте биле малце поборбен од вашиот син. Да, он е малку на тој начин посмирен, не сега толку. Така, за да ги поздравиме гледачите од Сашо, нема подобар поздрав од поклон, че ми се чини во денешно време, затоа имаме спремно, значи 2 CD со албумот на Сашо за своја душа.
И исто така Саша ќе додели едно комплетно шишање во фризерското студио Сашо и Мики ексклузив. Така, едно убаво шишање со миење, со фенирање. Ете, барем еден час, некоја господја нека себе за да се биде изрелаксирана во нивното преубаво студио. Кажи ми, дали си се соочувал со некои клиенти кои што биле баш тешки карактери, имало недоразбирања, ете, ти им советуваш? Знаете како е, добро те прекинав, извини. Нема проблем. Уживо поминале нормално секакви луѓе, меѓутоа ако некоја жена, да кажем, не се изгради став некој со фризерот, да ја е пријатно у салонот, таа не треба уопште да дојде у тој салон. Еднаш може да дојде, ако не е пријатно, таа више не треба да дојде таму. А ние тоа го чувствуваме, кај нас се чувствува. Ако не е и она ако не е добро дојдена, и ние ако не сме добро најдени, така да нема да тоа еднаш може да се случи да дојде, више никогаш не дојде. Твоето заштитно лице ми се чини скоро повеќе од 18 години, Ирена Спировска. Да, како што сум у Скопје, од првиот ден Ирена Спировска ми е заштитно лице. Така. И со многу во соработуваме толкави години. Одлично, да. Ирена ни е позната по секогаш добро средената фризура и коса, така да ете од каде потекнува тоа. Гледач имаме на линија, здраво, за кого? Ало? Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Се јавува Ана Марија од Аеродром. Ана Марија од Аеродром, како си, Ана Марија? Одлично, супер, покрај вашата програма. Така. Поздрав до вас, водителката, поздрав до господинот Сашо. Благодарам. Ви благодариме. Вие си добивате едно убаво третманче во Сашо ексклузив. Знаете каде се наоѓа, нели? Да, знам. Епа повели. Некој не знае за Сашо ексклузив. Фала многу, фала многу. Ова убави зборови. Да. Одлично. И па тогаш може да ти дадеме едно CD од Сашо. Може едно CD. Па баш, добро ќе ми дојде. Ете, супер, да се слушате и музиче. Тоа се сите квалитетни композиции со добри соработници. Да, супер. Ќе кажеме за соработниците покасно. Да, Ана Марија, поздрав до вас. Благодарам. Останете ми во добро расположение. Благодарам, се најубаво. Поздрав. Ајде сега повеќе за албумот, со кого се соработуваше, кој стоеше за тебе, од кого добиваше најмногу подршка? Подршка у почеток немав од никого. Самичок. Самичок, па како знам. Так. Од семејството, тетка ми, имав најголема подршка, од други не можам да се пофалам. Децата беа мали, значи пред 20 години тие бебиња беа. Супругата нешто не беше одушевена од моето учествување и пеење у тоа. Све, меѓутоа ме пратеше. Така. И на фестивалот беше со мене и се, значи не можам да кажам дека тотално, меѓутоа првото беше ти си фризер што ќе ти у тие води. А мене се чувствував неисполнет комплетно. Сакав и ова да го направам за да видам дали ќе се исполнам така. Ето, а иначе композитори имав секакви. Прво со Лачки соработував, Тамара ми работеше Лачки аранжманот, текстот и музика, реков, мои беа. После имам соработувана со Димитар Мастерски и Јован Павловски, една многу убава песна, таа ќе искочи вториот албум, пошто има материјал спремен за втори албум, а во првиот албум тоа не е готова таа песна. Сашко Митковски ми е композитор и скоро на сите песни. Он ги има и свира на сите песни. Од Паланка Сашко Митковски. Многу му благодарам, затоа што стварно е фер човекот и многу убави. Многу ми помогна, он уствари е единствен човек што ми помогна на мене. Да заплувам правилно. Иначе ја лутав по едно студио, друго студио, додека не дојдев кај него, немав прав пат. После со него све свршивме работа и сите песни ги настимавме кај него. Мада има некои проблеми тука, нормално, не со него, него технички проблеми има со песни, ама ние ќе ги исправиме тоа. За второто CD ќе биде како што треба. Сега вака, јас морам да им кажам на нашите гледачи дека всушност овој албум е направен баш за своја душа, доделуван од страна на Сашо на своите најблиски, но она што се вика... До сега имаме издадено 500 CD-а, све на мои пријатели. Така, значи за душа, не е професионално спакувано, меѓутоа овие денови се работи на негово професионално спакување. Така, сенатор ќе го издаде. Така. Од Битола бев подпишуваме договор, сенатор ќе го издаде. Газдарицата е многу среќна што CD-то и се допадна како такво. Песните се убави, 11 песни ќе има на тоа CD, 2 преработки на старомакедонски песни ќе има и другите 9 ќе бидат мои авторски песни. 11 композиции се, од кои повеќето се поврзани со твојот живот. Да, сите се мање више автобиографски се. Така. И така да тие што ме знаат од поблиско, знаат дека се автобиографски. У некои се спомнува Лидија, тоа супругата, у некои се спомнува Куманово како такво. Бањата Кумановска што имаме ние имо таму на тој дел кај Кумановската бања. Така да поврзано е со мојот живот. Лични се, доста лични песни. Режијата ништо не спремила? Добро, не ни спремила ништо, значи гледаш дали имаме?
немаме ни гледач. Сега ќе се вратиме повторно назад во студио, но само малце да испаузираме со еден блок реклами. Нема проблем. За оние кои во својата чинија очекуваат да добијат гурманско богатство од вкусови, дополнето со забава и музика. За оние кои уживањето во храната го претвораат во уметност. Ресторан Порта, населба Аеродром. Контакт телефон за резервации 2 400 010 и 078 33 70 33. Сега е полесно да дојдеш до свој дом. Со проектот на владата на Република Македонија Купи куќа, купи стан, граѓаните кои немаат сопствен дом ќе може да аплицираат за добивање на 2 вида на субвенциониран кредит за изградба на куќа или купување стан. Повеќе информации на www.kupikuќakupисtan.gov.mk. Почувствувај топлината на сопствениот дом.
Ете, тоа беше денешното издание на Сончевина. 60 минути се дружевме. Сашо, фала за гостувањето. Благодарам на вас. Се надам убаво си поминавме. Многу убаво, би сакал пак да бидам гостин. И ќе бидеш. Само ти направи нешто ново и ние веднаш ќе те повикаме. Значи се гледаме во понеделник. Она што остана недоделено денеска ќе се додели веднаш по завршувањето. Јас ќе си одам кај телефонот и ги очекувам вашите јавувања за да ги добиете останатите 3 ваучери за такси, едно CD остана од Саши, се разбира, и влезници за Шехерезада опера и балет. Останете во добро расположение. Петок, преубав ден. Младиве нека се изнашетаат. Лепота, убавина. Лепота, по диско, по кафани, кај сакаат. Возрастните нека си гледаат некој добро филмче или пак нека си останат на програмата на ТВ Сонце. Субави содржини, а ние, како што кажа, веднаш по викендот во понеделник во 10 часот се дружиме повторно. До гледање. Чао, чао. Чао.